Hristos Vaskrese, Otec. Navistina Vaskrese. Ima li poradostan pozdrav od ovaj? Za nas hristijaните sekako дека нема. Оти радоста наша е ние се радуваме во Бог. Ние постоиме и живееме за Бог, живееме за Христос. И се стремиме кон светлината на воскресението. Ние и живееме денес во свет на испревртени вредности, кога луѓето ги мешаат нештата. Вистинската радост или радоста воопшто ја мешаат со на чувство на еуфорија. Вистинската радост е секогаш нежна, тивка и ненаметлива. Радоста на воскресението е токму тоа. И во животот на христијанинот, на оној кој што живее автентично и вистински христијански, се стреми кон Христос, тој радоста на воскресението го проникнува целокупниот негов живот, на секој негов чекор. Ги проникнува личностните односи кои што ги гради тука со луѓето, па дури со непријателите. И во секоја средба со било кој човек, тој гледа причина за радост. Заради тоа што, еве сега ми текнува на зборовите на Свети Серафим Саровски, тој, не знам дали знаете, секој човек кога што ќе го сретнел, го поздравувал со тој поздрав: Христос воскресне и додавал радост моја. Без разлика во било кој период од годината. Заради тоа што при средбата со секој човек и во ликот на било кој човек го гледал ликот на воскреснатиот Христос. И тоа било причина за воскресенска радост која што никогаш не ја сокривал. Затоа во духот на тоа што Свети Серафим Саровски го доживувал и што црквата го живее веќе 2000 години после воскресението Христово, за нас нема порадосен поздрав и зборови што не тера да се радуваме повеќе од овие: Христос воскресна, навистина воскресна. Размислувајќи за ова наше интервју, во редовното четиво сами дојдоа зборовите на светиот апостол Павле, кој што ги зборува во првото послание до коринтјаните, а се однесуваат токму на воскресението. Јас ќе нафрлам само две. Ако само во овој живот се надеваме на Христа, тогаш најбедни сме од сите луѓе. И првиот човек Адам стана жива душа, а последниот Адам животворен дух. Христос ги надминува границите на ова и вакво постоење, на земниот живот, заради тоа што Христос е безграничен Бог. Него не може ништо да го ограничи. Тој се ограничува себе си доброволно, доаѓајќи во овој свет и воплатувајќи се во утробата на секогаш Дева Марија заради нас и наше спасение. Тој ги проникнува и ги крши границите на времето и на просторот. Доаѓа од вечноста, оти тој од почетокот. Но почеток кој што, зборот почеток кој што ги надминува сваќањата за било каков почеток, ограничени со времето и со просторот и воопшто од логиката на човековиот ум. Христос е Логосот Божи, заради кого што е се создадено и во кого што е се создадено и заради кого што се постои и на крајта во кого што се ќе продолжи да постои во вечни векови.
И токму во светлината на овие зборови можеме да го разбереме овој стих кој што го цитиравте од светиот апостол Павле, дека ако на Христос се надеваме само во овој живот, тогаш ние сме најбедните луѓе. А ние, за жал, тоа често пати го правиме. Нашиот однос со Бог, нашето одење на црква и нашите надежи и очекувања од Бог ги базираме на овоземното постоење. И од Бог често бараме и очекуваме, или со други зборови градиме трговски однос, бараме здравје, бараме материјална добросостојба, успех, пари и што ли не. А тоа не е ништо друго, туку да се надеваме на Бог само во овој живот. Оној кој што живее за Христос и кој што е христијанин во вистинската смисла на зборот, тој ништо не бара во овој живот, туку го бара само Христос. Живее за Христос, умира за Христос и подготвен е се да остави за Христос. Тоа многу христијани низ христијанската историја, низ историјата на црквата го потврдиле со своите животи, со својата маченичка крв, со својата огромна љубов кон Бог, која што многумина од нив ги одвела во пустините, во процепите на земјата, во манастирите далеко од светот, и тие во духот на зборовите, на едни други зборови на свети апостол Павле, живееле и умирале единствено за Христос. И таквиот начин на постоење нема никаква беда. Заради тоа што за тие христијани, за таквите христијани, постоењето во овој свет и во овој живот е само почеток во Христа кој што никогаш нема да има крај. И надеж која што ги надминува границите на ова постоење и на овој живот. Воскресението како тајна на спасението. За црквата воскресението не е историски настан кој што ние го чествуваме секој Великден, туку тоа е жива реалност. Ние секојдневно всушност треба да се распнеме себе си, односно нашите страсти, нашите гревови, за да го исчистиме срцето кој е престол каде треба да зацари Христос. Црквата во својот литургиски живот активно учествува всушност во Христовиот живот, во целокупниот домострој на спасението, па и во воскресението. Затоа литургијата на црквата не е просто сеќавање на воскресението Христово, на празникот на воскресението, како на одреден настан кој што се случил во одреден историски момент, туку на секоја литургија ние имаме можност активно да учествуваме, да земеме учество и да влеземе во светлината и во славата на воскресението Христово и да седнеме на трпеза со воскреснатиот Христос и да бидеме причестени од Него и со Него. Така што тајната на воскресението и тајната на спасението во литургискиот на живот на црквата, на секоја света литургија, стануваат едно, во кое што секој православен, секој крстен член на црквата може да земе живо и активно учество, како што рековте. И сега воскресението има и лична димензија во подвижничкиот живот на секој православен христијанин, но треба да знаеме дека воскресението е триумф. Можеме да речеме и крајна цел во нашиот подвижнички живот, но никогаш не смееме да заборавиме на крстот и на страдањата. Не смееме да заборавиме на погребението, кои што исто така треба да се случат во нашиот подвижнички живот, во нашиот стремеж кон воскресението. И тоа е тесно поврзано со степените на духовен живот, низ кој што ако правилно живееме во црквата и правилно се подвизуваме,
во послушание кон Духовен Отец, неминовно ќе дојдеме и до крајот и до целта, до воскресението. Но едно треба да знаеме дека нема велик ден без Велики петок, нема воскресение без раснување, без крст и без погребение. А тоа би значило во нашиот подвижнички живот да го раснеме стариот човек со страстите своји и похотите, како што вели свети апостол Павле. А стариот човек во нас, во ништо друго не можеме да го препознаеме и да го видиме, како во нашиот горд, расеан и затемнет ум, кој што треба да го раснеме, нашата огревовена волја треба да ја раснеме и да ја починиме на волјата на нашиот Духовен Отец, кој што ќе не води кон светлината на воскресението, но мора да станеме налик на нашиот љубен Христос, послушни до самата смрт, и тоа смрт на крст. Оној кој што е послушен, пројавува непоколеблива вера не во човек, туку во Бог. Во истиот оној Бог кој што заради нас и нашето спасение стана послушен. Тој самиот немаше потреба од послушание. И еве, за да бидеме кратки и јасни, ако некој сака да учествува и да разбере што значи тајната на воскресението, во исто време и тајната на спасението, треба да си пронајде Духовен Отец, да му се довери, искрено да се исповеда и целосрдечно да влезе во послушание. Влегувајќи во послушание, ќе го стави својот ум во процес на исцеление, ќе го расне стариот човек со страстите своји и похотите, на крстот на послушанието, ќе го погребе во гробот на кротоста и на смирението, и тогаш самиот ќе ја види невечерната светлина на воскресението, како го просветлува неговиот ум. И тогаш на просветлениот човек се ќе му стане јасно. Ние целиот овој процес всушност го гледаме на почетокот на нашиот духовен живот, кој што почнува со крштенијето во црквата. При крштенијето, потопувањето, трикратното потопување во водата не значи ништо друго, туку погребение и умртвување, умирање на стариот човек. Излегувањето од водата всушност го иконизира сето ова што го опишавме. Раѓање на нов и просветлен Христоподобен човек, наследник на воскресението, учесник во светлината на воскресението. Впрочем, тоа и значи белата облека, белиот стихар кој што се облекува на крштенијето. И нели пееме при кружењето околу купелот: вие кои што во Христа се крстивте, можеме да додадеме и во Христа се погребавте, во Христа се облековте, односно се облековте во неговата слава, воскреснавте со него. Ако не живееме и не се подвизуваме правилно, тогаш сето ова за нас ќе биде само една убава приказна. А во црквата сите имаме можност да дојдеме и да видиме, да влеземе во гробот, како што влегле Јован и Петар. И истиот оној момент кога биле собрани на таа литургија, после воскресението Христово, апостолите, кога влегол Христос меѓу нив, застанал и им рекол: мир вам, нам ни се дава во црквата за секого подеднакво да ја доживееме и да живееме таа реалност. А таа реалност е тајната на спасението или тајната на воскресението, како сакате. Го начнавте, може би и повеќе одговорот на следното прашање. Во тропарот пееме: со смртта со смрт ја победи, а физичката смрт постои, но ние зборуваме за другата смрт, втората смрт. Така.
Pa to можеме често пати да го слушнеме како аргумент дека смртта не е победена, дека сведоци сме дека луѓето се уште умираат, биолошката смрт постои, физичката смрт, како што рековте. Ние сето тоа го знаеме, го гледаме и сепак на секој велик ден воскликнуваме Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта ја победи. Заради тоа што ние во смртта повеќе не гледаме непријател. Во гробот, после Христовото воскресение, ние не гледаме крај. Православните христијани не се плашат веќе после Христос да слезат во темнината на гробот и таму да ги предадат своите тела. Токму заради тоа што Христос, првороден, први на умрените, тој пред нас слезе во гробот, гробот немаше сила да го задржи, воскресна. И на само нему возможен начин, бидејќи е семоќен Бог, тој во самата смрт ни даде можност за воскресение. Односно во самата смрт гледаме никулет за живот вечен, како што вели свети апостол Павле, зрното пченично, ако не се поси, ако не умре, нема да воскресне, се во распаѓање, воскреснува во слава. Затоа и пченичното зрно, пченицата, како символ на воскресението, ние ја имаме како дел од службите кои што ги служиме за нашите упокоени. Впрочем, ние можеме да кажеме дека после Христовото воскресение, после Христовата смрт, во смртта ние веќе не гледаме непријател, туку пријател. Тоа можеме да го видиме во животите на светите подвижници на црквата, на светите маченици, кои кон смртта за Христос итале со радост. Во смртта гледале само врата, гледале само премин кон живот вечен. Да, Свети Игнати Богоносец вели, тој всушност ги разубедува сите оние угледни римјани кои што се застапувале пред Сенатот да биде поштеден, да не биде предаден, да не биде фрлен во Колосеумот, да го растагнат за веровите. Тој ги молил да не го прават тоа, велејќи им дека мојата крв, мојата смрт ќе стане семе од кое што ќе никнат, ќе се родат нови христијани. Во животите на многу луѓе, свети луѓе, кога Бог ќе им открил дека се приближил часот на нивната смрт, на нивниот премин од овој свет, тие се радувале, со нетрпение чекале да преминат од смрт во живот. Оти смртта, оваа смрт, физичката, биолошката смрт, за нас е само врата кон вечноста, премин. Затоа, иако ние гледаме дека биолошката смрт се уште постои, ние се уште умираме и ги предаваме нашите тела на земјата, заради тоа што ние мораме да ја платиме цената на гревот. Ние сме носители на последиците на падот, на паднатата природа која што ја наследивме од нашите прародители, и таа се преобразува и ја добиваме повторно првосоздадената природа во гробот. Онака, знаете како што пеперутката од гасеница станува пеперутка, слободна да полета, се преобразува и добива едно преобразено, ново, убаво тело. Таа тајна се случува во гробот, а тоа ни го возможи Христос, кој што од преголема љубов кон нас благоволи да пострада, да умре, да биде погребан и да воскресне тридневен. Ние не треба за ништо да се грижиме, не треба да не плаши смртта. Ние само треба по него да чекориме и смирено да ги поминеме сите овие процеси од страдање, раснување, смрт, погребение, и тогаш неминовно ќе биде и воскресението во него и со него. Да, додека го зборував тоа,
се присетив на зборови кои што ги прочитав неодамна, дека во Стариот Завет дури не сакале ни да се добрат од умрените, од починатите, затоа што таков страф имале од смртта, па не ниту пак да се случи да погребаат човек во дворот на синагогите. А за споредба дека после Христос го менува тоа. Христос се ново прави. така кон самата смрт дека мачениците дури и под олтарот се Гробовите стануваат свети места за христијаните. Всушност првите литургии се служеле на гробовите на мачениците. Ние и ден денес во трпезите, во престолите, во храмовите ги осветуваме со моштите на светите маченици, на светите на црквата. Така што, како што реков, после Христовата смрт, смртта веќе не е непријател, туку станува пријател човеков и станува врата кон живот вечен. Нашиот света владика во беседата за цветници не подсети дека доколку не внимаваме, доколку не бидеме предпазливи, можеме одново и одново да го распнеме. Христос помеѓу растојанието меѓу осана и распни всушност е нашето самолюбие, она што ние сакаме секој пат да бидеме први во славата, а последни во страдањата, или ако може да ме одмине оваа чаша, туку секако нека ме одмине оваа чаша. Видете, нема ништо почовечко од тоа да се бега од страдањата. Заради тоа што страдањата и смртта нам ни се неприродни. Бог не создал ниту за страдање, ниту за смрт. И Христос всушност дојде во овој свет, се воплати за да ни избави од сето тоа што ја карактеризира нашата падната природа и од сите последици на падот. Но исто така со Христовото доаѓање и со основањето на црквата своја, натре во себе, во своето тело, во својата црква, Христос ни овозможи да се градиме како личности, но на еден поинаков начин. И затоа љубовта на христијаните и животот на христијаните е лудост во очите на овој свет, заради тоа што уште од своите почетоци христијанството и христијаните пројавуваат една луда и несватлива и неразбирлива љубов кон крстот и кон страдањето, која што пред се е љубов кон оној кој што заради нас пострада и се распна на крстот. И затоа бегањето од страдањата е неразумно и неприфатливо за христијанскиот етос, исто како што е и барањето на славата и на почестите од овој свет, што всушност го прави онаа толпа на цветници, која што се поистоветува со таа слава со која што Христос влегува во Ерусалим, а Христос влегува во Ерусалим во таа слава и поминува низ златната порта, баш заради тоа што јудејците поробени од римјаните мислеле дека доаѓа Месија и цар налик на Давид, кој што ќе ги ослободи од робството и ќе воспостави царство. Но царство во сила налик на сите моќни и силни царства овде на земјата. И за жал ја гледам истата таа толпа на Велики Петок, која што се одрекува од Христос и која што вели распни го, распни. Но Христос како срцезналец и како Бог, Светото писмо ни вели дека по фалбата и онаа песна Осана во висините, Осана на синот Давидов, ја примил всушност од устата на младенците и на доенчињата кои што за чудо зборувале и пееле во тие мигови, заради тоа што знаел дека единствено тие пофалби, таа песна е искрена. А Христос знаел што да очекува од тие луѓе, што и се потврдило на Велики Петок. Како ние учествуваме и како може и некои моменти од нашиот живот да бидат такви или на некој начин да учествуваме во распнувањето Христово, да го распнуваме и одново да го убиваме Христос, владиката за тоа зборува.
за сите начини на кои што ние христијаните се поистоветуваме со овој свет. Дали се тоа држави, царства, а нации, сето она што Христос дојде да го промени. Затоа недолично е да зборуваме за такво поистоветување, оти секогаш тоа не групира и не става во толпата со овие луѓе што се одрекоа од Христос. А кога зборуваме за она луда и неразумна љубов, неразумна во очите на овој свет, а што воедно ги потврдува зборовите на нашиот владика, го потврдуваат животите на сите свети маченици низ историјата на христијанството. Кога ќе сте сретнале христијанин во првите векови, кога го прашале кој си ти, од каде доаѓаш, од која држава си, која националност си, тие велеле јас сум жител на небесниот Ерусалим или едноставно велеле јас сум христијанин. Со ништо друго од овој свет не сакале да се поистоветат освен со Христос. И не треба да не плаши, да не чуди тоа што овој свет се уште не може да ја разбере, таа љубов и да ја препознае како љубов. Таа е луда и неразумна љубов и ние го љубиме крстот и на чудесен начин ги љубиме и страдањата, заради тоа што знаеме дека без страдања, без крст, без смрт и без погребение нема воскресение. Така, отец, вие пред 2 години бевте во Ерусалим, го донесовте благодатниот оган. Може ли некои, ете немаме од тогаш разговарано баш на оваа тема, може ли некои импресии, сеќавања што ги имате од тој чин? Тоа е огромно чудо, кое што ете за подкрепа на нашата вера и да не утврди дека стоиме по вистината, оној благодатен оган и оган кој што не го пали човечка рака, кој што слегува на чудесен начин секоја година на Великден во Ерусалим. Чувството е убаво и, како да кажам, и благодатно и радосно. Но јас не би се задржувал на тоа баш заради таа тенденција да се трча по чуда, да се трча по некаква, по сензации, по... Христијанството не е тоа. Пред само неколку децении христијаните ширум светот не биле во можност да земат од тој пламен од Ерусалим. И верувам сите знаат тој пламен кој што е неракотворен и кој што е нематеријален, за неколку минути после слегувањето станува вештествен, станува материјален и не се разликува од ниеден друг пламен. И затоа таа тенденција да се трча, да се донесе или да се тој огин од Ерусалим некако не води далеко од суштината. А суштината што е? Да слезе тој благодатен огин и да се запали во нашите срца. Да го осветли целото наше битие со светлината на воскресението. Да го воскресне нашиот и да го преобрази нашиот стар, огревовен и падна човек и да не охристови, да не преобрази. Целата таа еуфорија околу благодатниот огин не води далеку од суштината, далеку од гробот на воскресението, а тоа е нашето срце. Таму треба да слезе благодатниот оган, таму треба да продрат несоздадените енергии Божи, светлината на воскресението. Таму секој христијанин има можност и е повикан да се сретне со воскреснатиот Христос. Затоа јас сум убеден и верувам и знам дека е така, дека истиот оној благодатен огин слегува во секој храм каде што народот Божи се собира околу својот епископ и каде што се служи пасхалната литургија. И секоја литургија по својот карактер и по својата природа е пасхална, е великденска, е воскресна. И затоа во сите наши цркви, без оглед дали ќе добиеме од тој пламен, како што нели јас направив пред некоја година,
испратен од Синодот на нашата Света Црква. И да не се случи тоа, истиот, ве уверувам дека истиот благодатен огин Бог ќе го даде на секое литургиско, на секое православно собрание, на секое собрание кое што се собира и се гради од оние кои што православно и онака како што треба го исповедаат Бог и онака како што треба живеат секако. Отец, и за на крај што имате да им порачате на верните во овие светли празнични великденски денови? Па оно што го порачувам и што го повторувам секоја година и нема да престанам се додека не видам и не проценам дека нема потреба таа порака, тоа го наследив и го примив од нашиот свет владика и наш духовен отец, владиката Наум, и секогаш го цитирам и на Божит и на Великден него, и за жал гледам дека од година во година се уште има потреба да го повториме тоа. А тоа е да не празнуваме Воскресение Христово и Великден без Христос. Оти овој ден е велик, тоа значи, тоа е етимологијата на зборот Великден, велик ден, голем ден. Тој ден не може да биде велик без великиот Бог кој што се доброволно се унижи, се понизи, се испразни заради нас. Ги гледам овие несреќни анкети кои што се прават на празниците, па како ќе го поминете празникот, што ќе се случува, во четврток ќе вапцаме јајца, ќе земеме здравец, ќе одиме во црква да запалиме свеќа. И за жал, многу од тие луѓе не го спомнуваат Христос. Не велат дека ќе се причестиме со Христос и ќе се радуваме во воскреснатиот Христос. И за жал, можам да заклучам дека многумина од нас празнуваат Воскресение Христово без Христос. Нема ништо потажно од тоа, нема поголема несреќа од таа. И нема поголема тага од таа. А ние сме повикани да се радуваме. А не можеме да се радуваме ако не го примиме оној кој што токму во овие денови после своето воскресение им вели на своите ученици: радувајте се. Ги слушаме и ангелите на гробот кои што им велат на мироносиците да се радуваат дека Господ воскресна. И сега кажете ми како може да се радува некој без Христос? Како може овој ден великденски, воскресен, да биде велик ден, да биде радосен ден, без оној кој што носи радост, без изворот на радоста, без оној кој што, како што пееме во црковните химни, и самиот е радост на ангелите. Причина и воедно и смисла и цел на се создадено. Затоа покрај оној радосен поздрав Христос воскресна, ви го пренесувам благословот на нашиот свет владика и во негово и во свое име ве молам и ве преколнувам да не празнуваме Воскресение Христово без Христос, да се држиме за Христос, да чекориме по Христос, да живееме во Христос и на крајот и да умираме за Христос. Оти животот надвор од Христос и без Христос нема смисла и ќе заврши со гола, сурова и безсмислена смрт. А во Христос и смртта и гробот е само пат кон живот вечен и почеток на една вечна и непрестајна радост која што нема да има крај. Дај Боже сите така да живееме, сите така да умираме и сите така да се радуваме. Христос воскресна. Вистина воскресе. Отец, благодарам што не примивте во дворот на црквата на манастирот Свети Антони Велики, Георги Победоносец. Ете и времето малку визуелно не потсети за тој цел циклус на борба облачно и потоа кога не огрева воскресното сонце, како уште едно потсетување дека сето она што го поминавме низ неделите на Великиот пост всушност на крајот завршува со невечерната светлина.
ви благодарам и аз повторно за можността да бидам ваш гостин.